prijatelji dobri, golemi i mali, od vremenja stari, su vi poznat jas, a sega pak sme odnovo zajedno i na ovoj način ja sam čisto vas, hej! Pustinjo, pusta da ostaneš. Pobrzaj bre, pezevenk, što si se zainatel tokmu kako magare srede pat. Da bideš, da ne bideš, ti ga pustinja jedna. A ovi je ovde što ne čekat, a? Kažite se ga. Ja, vidiš, razbra zlatni kot moj. Razbravte, deca, kakva zadaća ne čeka sega. Vi je ne gledate, a nije treba da vi prikažuvame. No što? Se služuvame deka nešto treba da se sluči, ne li? Pa neka se sluči, ne? Ajde, neka se sluči, site čekame. Ajde, do koga će čekame? Neka se sluči. Što mislite, deca? Će bide li nešto od ova, a? Može bi ke bide, može bi nema da bide. I ja smislam taka. No, da vidime... Može bi ke imame sreća malko da se proveselime. Se prodava li? Koji to počituvan? Pa konjov. Pa nema na svetov konj što ne bi možel da se prodade. Во твојот джеп сигурно нема многу пари. Се гледа. Жива вистина. Затоа слушај ме внимателно. Не те прашувам ништо. Доволно ми е што го гледам конјов и што по твојата облека знам каква фирма си. Доволно ти, а? Сосема доволно. И се знаеш? Се, разбираш ли? О, разбирам. Како да не разбирам? За тебе би било дури и опасно да јаваш на ваков конј. Секој што ќе те види би се прашал, од каде кај ваков неранимајко толку убав конј? И ти лесно би можел да се најдеш в затвор. Така е. Денес лесно се доваѓа в затвор. Сега одговори ми. Би го сакал ли ти ова полно кесе? Уште како? Кој у мен би одбил полно кесе со пари? Ете, гледаш, така и си мислев. Па тоа ти е исто како да се најдат пари на патот. Токму така. Јас сум готов на твојот пат да ти го ставам ова полно кесе. Ќе го земеш ли? Го наоѓам на патот, а? Да. Да го земам ли? Да. Ме принудуваш? Да. Па тогаш да го земам. Штом го наоѓам на мојот пат и штом ме принудуваш? Најпосле. Така те сакам. Вие сте сведоци, се случи. Добро видовте, нели? Јас не сум ништо виновен. Но, премногу се двајца овде, како велите. Време е еден да се изгуби.
а тоа нека бидам јас. Стој, побратиме. Каде? Ти ли? Мене? Сигурно не на господа. Слеговај од мојот конј додека е рано и не прави се удрен. Овој конј. Реко веднаш. Тогаш рече уште еднаш. Стој! Крадец! Фатете го, крадец! Јас крадец. Ти пришебени си човеку. Ќе одговараш пред суд. Море како суд? Слеговај кога ти велам. Добро, но јас овој конј пред малку го купив. Понатаму ништо не ме интересира. Дадов полно кесе пари. И мене ништо не ме интересира. Биди среќен што помина и со толку. Седи ми со здравие. Ох, ти измамнику несреќен. Ќе те пронајдам јас тебе, се колнам во својата чест. И тогаш добро ќе си ги разгледаме сметките. Еј, крчмару! Крчмару! Те молам сова за спиење. Доваѓамо далеку. Ќе биде. Само немој да мислиш, имам пари. Се едно. Првин да си го наранам магаренцено. Убаво те надитрил. Ме надитрил, да. Но само нека ми падне врат. Хајде, касни сега, касни. Најади ми се. Така. Види го што апетитлија било. Хајде. Еј, се колнам ако ова не е мојот купувач на белиот конј. Тоа не е ништо. Еднаш некој поп го замолил да му пренесе некоја вреќе до неговата куќа. Ама го надитрил. Тео бил тогаш без кршена пара, па го прашал. А колку ќе ми платиш, дедо попе? Синко мој, зошто ти се пари? Додека ја носиш оваа вреќа полна со тикви, ќе ти откријам 3 мудрости што ќе те направат среќен за цел живот. А какви ли ќе бидат тие мудрости? Па нека биде. Дедо попе, заслужив ли сега да ја чујам твојата прва мудрост? Чуја, синко, првата моја мудрост, од која нема поголема на сиот свет. И ако ја сватиш сета незина длабочина, тоа ќе ти биде толку значајно како да си ги прочитал сите свети книги. Слушај внимателно. Ако некој ти рече дека е подобро да одиш пешки отколку на конј, не му верувај. Запомни ги моиве зборови и мисли на нив постојано дење и ноќе, и тогаш, синко мој, ќе сватиш премудроста што се крие во нив. Но ова мудрост не е ништо во споредба со другата што ќе ти ја кажам ене онде кај она дрво која ќе стигнеме дотаму. Напред! Само чекај, попе. А сега отвори ги ушите, рабе, и слушај, зашто втората мудрост што ќе ти ја кажам ќе те спаси. Тој што ја знае ова мудрост никогаш не ќе се лизне на патот на вистината и секогаш ќе знае што е добро.
A ta mudrost je, ako nekoj ti reče дека на сиромавиот му е полесно да живе отколку на богатиот, не верувај му. Но и ова друга мудрост не е ништо спрема третата, што ќе ти ја кажам најпосле, дури кога ќе бидеме дома, зашто незиниот крај може да се спореди само со заслепевачкиот блесок на сонцето, а незината длабочина само со длабочината на океаните. А сега ајде побрзо, синко, зашто јас веќе се одморив. Сега, дедо Попе, почекај малку. Ја знам однапред твојата трета мудрост. Кај вратата од својата куќа ќе ми кажеш дека еден умен човек лесно ќе успее да го наговори еден будала да му носи бесплатно тешка вреќа со тикви. А, не, сине. Не, Попе, не. Слушај сега ти мојата единствена мудрост, која стои повисоко од сите твои заедно. Таа е толку блескава и длабока што ја содржи смислата на сите книги и океани и планини и уште што ти не. Но, Попе, чувај се. Од оваа мудрост може лесно разумот да се изгуби. Од неа лесно може да се изгуби разумот, зашто е толку неизмерна, ослепува и поразува. Слушај сега, Попе. Ако некој ти рече дека овие тикви овде нема да се скршат сега, дукни го во лицето, наречи го лажго и сврли го од својата куќа. О, несреќа, несреќа. Ти реков, Попе, ти реков дека од длабочината на мојата мудрост може и разумот да се изгуби. Па сега, ако некој ти рече дека сиромавиот е побудала од богатиот, не верувај му. Еднаш пак Итар Пео раскажуваат легнал да се одмори под некое дрво на брегот од еден дол. Си одел кон своето село. Прекрасно е вака. Човек дури би посакал и да е мртов. Си лежиш така без грижи, мртов си. Не си ни сиромав, не си ни богат, мирен си. Еве го Итар Пео. Се одмара. Ај, мора изгледа дека е умрен. Навистина, мртов е. Готов е, си е свршил работата. Треба да го однесеме дома, за да го погребат како честен човек. Ќе направиме носилка и така ќе го пренесеме преку долов. Требало одовде да поминеме, а? Не, туку одовде. Одовде е најблиску за поминување. Не, овде. Добро де. Тогаш да поминеме отука. Јамјако нема пат, а? На Итар Пео му е сеедно. Тој е и така мртов. Јас сум мртов, се разбира, но ми е жал за вас, пријатели. Да беше жив. Ќе можеше да ни кажеш и ти на кое место е најлесно за поминување. Јас не сум жив, но од моја страна би била голема неблагодарност ако дозволам вие да настрадате заради мене. О, ти беше одличен пријател кога беше жив. О, патници, патници, кога бев жив, овој дол секогаш го преминував, ете, онаму, кај оние грмушки. Многу ти благодариме, Златен, многу. Ништо.
Претераш, то е право. Да, сите негови згоди се смешни, мощне смешни, но за оној што не е замешан во нив. Например, јас... Например, ти. Ясно е. А што е јасно? Ништо не е јасно. Еднаш бегот дал во неговото село селаните да му хранат некој негов вол. Волот бил неискажано лаком. За 24 часа ја потрошил својата резервна храна. Осиромашиле и почнале да очајуваат. Најпосле се договориле да го испратат Итар Пео, како најумен кај бегот, за да го моли од нивно име да ги спаси од волот. Значи, го оседлал своето магаре и пошол кај бегот. Што сакаш? Го прашал бегот со својот страшен глас. А Пео премре од страв и јазикот му се сплеткал. О, господару, ти во нашето село остави на чување еден од своите волови. Па ние сме малку незадоволни. Што сте вие незадоволни? Па ме испратија кај тебе, о свето господару, да те молам да ни испратиш на чување и една од твоите крави. Се разбира, бегот бил особено задоволен од ваквата молба и во знак на наклоност му дозволил на кутриот Итар Пео да му ја баци чизмата. Итар Пео побрзова веднаш да го направи и тоа со таква усрдност, што чизмата на бегот побелела, а усните на Пео поцрнеле. Лажеш, куче погано! О, Итар Пео, ти! Клеветниче! Измамнику! Јас клеветник! А јас измамник, а? Дај ми го кесето со парите! Полека, луѓе, полека. Ви препорачувам да се расправите пред суд. Да, јас ќе одам на суд, на суд. А зошто, пријателе? Ми продаде конј што не е твој, замислете. Тој мора да ми го врати моето кесе со пари или ќе оди на суд. Јас ќе ти го вратам твоето кесе, но за еден будала не е ни тоа потребно. Тишина! Ги зедов твоите пари за да те научам на размислување и да ја симнам таа твоја надуеност. Гледате ли? Тишина. Ти ме праша, се продава ли овде конј? А јас ти реков, нема на светов конј што не би можел да се продаде. А ти потоа ме убедуваше дека знаеш се и дека не прашуваш ни чиј бил конјот, ни кому му припаѓал порано. Веруваше дека сум го украл од некаде. Не беше ли така? Ах ти, Итрец! Ах ти, неранимајко! А, не, пријателе, не. Ти немаш право. Убаво те надитрил. Јас ќе го тужам! А зошто? Еве ти го твоето кесе. Не е право и без конј, и без кесе, нели? Ми го враќаш, а? Се плашиш? Не се плашам. Само сум задоволен. Ете тоа. Срцето ми е полно што те надитрив. Тоа е мојот занает. Тоа е мојата радост во сиромаштијата. Да, но ние ќе се сретнеме и друг пат. Па ќе видиме. Ќе видиме, пријателе. Ќе видиме кој до каде стигнал со умот, нели?